Хей, здраво. Здраво, здраво. Се слушаме? Да, кристално чисто. Супер. Се надам дека се слушаме добро и на Mixlr. Пишете ни, ве молам, ако има некој технички проблем, или пишете ни бар да знаеме како звучиме и како се слуша се. Го најавивме нашиот вечерашен гостин преку Zoom. Станува збор за Георги Пулевски, познат како Джоджо, кој е рапер и координатор во културно-социјалниот простор Центар Јадро. Со него ќе зборуваме за Центарот Јадро и поточно за нивниот рап демо конкурс кој се случи есенва. Ќе оставам тој да ни каже повеќе, но пред се сакам да му посакам добре дојде, здраво официјално. Добре дојде во Пандамониум радио шоу број 15. Најпрво, дечки, фала ви за поканата и секоја чест за ова што го правите и ви посакувам многу успешни емисии. Стварно, хип-хопот и рапот е една стана дел од глобалната култура и ова што го правите со селектирање на траки, селектирање на нови албуми, критика на тоа, на тие албуми, низ таква една призма е многу битно за нашата култура и како тоа да се прифати и дестилира. За Центар Јадро може би кажал на почеток некои основни информации. Културно-социјален простор Центар Јадро е установа од областа на културата и всушност првата хибридна институција во Македонија, направена по моделот на цивилно јавно партнерство помеѓу два ентитети. Првиот е Јадро, Асоциација на независната културна сцена, и вториот е Општина Центарот Скопје. Центар Јадро се наоѓа во просториите на местната заедница Дане Крапчев при Општина Центар, или тоа поточно му доаѓа во уличката кај Вардар Мебел што води кон градскиот парк. Што е сегубаво нацртано со графити, така? Да, баш тоа беше наша иницијатива малце да го свежиме тој простор, затоа што беше руиниран, па рековме малце да му дадеме една душа така нова. Добро, супер. Како што може да видам на интернет, во него членуваат различни субјекти и лица исто така, независни. Така да тоа е устори еден колектив на различни уметници и различни културни работници на некој начин, како можев добро да разберам. Да, точно. Имаме над 50, може би повеќе членки од цела Македонија во кои членуваат во Јадро од различни културни дисциплини, од се што може да се замисли буквално членуваме во Јадро, и тоа е и поентата да се зајакне независната културна сцена. Целта на Центар Јадро поточно е да стане едно место каде што слободно ќе се изразува и пренесува урбаниот живот и современите социокултурни практики. Значи, да стане еден простор во кој ќе се артикулира и разменува нашиот урбан, интелектуален, критички, па и творечки капитал. Тоа значи дека бете за вашите слушатели за кои има некаква потреба, Центар Јадро слободно во тие 100 метри квадратни простор, кој поседува проектор, звучници, театарски светла и слично, може секој да го користи. Значи, ако сака да направи некаква проба, некој состанок, да изврши некаква проекција, како и да е, само може да не контактира и ние би го отстапиле просторот бесплатно, затоа што тој е замислен и така есенцијално како еден сервис на граѓаните и на младите посебно. Ја морам да го поздравам тој потек. Искрено ја не бев запознаен уште пред конкурсот, не бев запознаен, ќе бидам искрен, со Центар Јадро, но мило ми е што постојат такви организации, што постојат луѓе такви како тебе и што се занимаваат со тоа и што даваат поддршка на македонски артисти и општо на културни работници од таков карактер, бидејќи стварно мислам дека не се држиме доволно меѓу себе, за да не си помагаме доволно за да се држиме да пливаме некако во оваа клима кој што е Македонија. Ја мора да кажам дека фала, баш ни значи тоа е една од целите. Ја мора да кажам дека првпат го видов, ако не се лажам, тоа беше првпат кога го видов името Јадро, беше кога најверојатно ти правеше разговор со Гоџо на Facebook Live, разговаравте за хип-хопот, социјалниот елемент, и беше супер разговор, го проследив скоро цел. Интересно е дека ете тоа беше, значи муавет за хип-хоп, а исто така имате и рап демо конкурс. Како хип-хопот станува дел од тоа? Тоа сакам да кажам, Дарко, дека
Демо конкурсот беше замислен делче од една поголема слика. Значи, кога стигнав јас во јадро да работам, целта ми беше како можам јас да помогнам на младите, која е мојата позиција тука. И една од целите, барем ми беше тоа мене што ми фалеше во младоста, кога растев, кога бев многу активен дел од хип-хопот, со хип-хоп групација во која што членуваа и битбоксери, и графити, и MC-и, и продуценти, и па и брейкденсери и слично, што ни фалеше тогаш. Значи, јас се памтам кога седовме да продуцираме на сите заедно, имавме една програма, веројатно тие постарите глави што го слушаат ова, ќе паметате на програма Hip Hop EJ5, каде што еден млад дечко држеше микрофон, имаше зелени букви, една ужасна програма за продукција, но никој не знаеше ни да не научи, ни ништо, пробувавме сами и слично, а додека кога ќе слушнеме овие постарите артисти како звучат, не делуваше депримирачки, но сепак, знаеш, тие нијанси беа вошливи од месечина, што би се рекло. И сега кога стигнав до некоја позиција каде што ќе можам јас да формирам некои програми, тоа беше една од целите. Знаев дека има дечки многу млади, многу талентирани, многу надежни, кои што, ете, например, ваквите форми на институции не е нужно ги гледат како прв таргет. Има практика во Македонија, некои поетаблирани, некои други по практики да се имплементира, додека ваквите артисти кои стварно се дел од многу влијателна култура, се тргнати и се маргинализирани на страна. И тоа беше целта. И замислив едни 3 столба, значи во овој хип-хоп проект замислив 3 столба. Првата е полемичка платформа што ја оспорува репутацијата на хип-хопот исклучиво како култура што представува материјалистичко идолопоклонство, насилство, сексуална експлоатација, исклучиво мизогини и мизантропски ставови. И таа дискусија, ти што ја спомна со Гоџо, тоа беше дел од од овој столб. Исто имаше други некои дискусии. Сега ми доаѓаат на памет со Тони Осан, каде што Тони Осан правеше перспектива на неговиот стил на пишување и на рецитирање. Значи, преку неговите песни од светот на светот, па се до последниот албум како му еволуираше стилот со пишување. Значи, тука на лице место почнуваше да пишува, па како рецитираше и слично, тоа беше доста, за мене барем, доста интересно. Па потоа имаше дискусија за феминизмот во рапот и неговата конфликтна позиција, што е доста податлива тема, посебно моментално. И некои други дискусии што сега да не ги брам сите. Вториот столб беше бесплатен курс фокусиран на воведување на младите во средина што ќе им овозможи да ги развијат своите индивидуални вештини во музичката продукција и постпродукција. Е доста интензивен курс кој се одржува веќе 6 месеци, замислен да трае 8 месеци, со Владимир Аговски Агов, кој што секоја недела по 2 часа интензивно се работи на постпродукција и тоа е бесплатен курс, пак ќе кажам. И третиот е овој демо рап конкурсот, во кој што јас мислев дека можам вака да придонесам една ретка можност за младите луѓе да соработуваат со млади продуценти, да снимат во професионално студио и да имат и една парична награда, можеби не е голема, но сепак може да се потрошат некој ако сака на аудио према, некој на други и слично. Доволно голема за да даде мотив за понатака, да бидејќи кој што каже и преска, немањето на приходи од целиот труд вложен во креирање на музика овде, посебно во држава, знае да биде многу демотивирачки за било кој артист. Дефинитивно. Супер, многу убаво ни објасни кој е концептот таму и кажи ни сега повеќе за овој демо конкурс. Значи, пред се кој можеше да се пријави, колку луѓе се пријавија, дали се задоволни од пријавените артисти, нивните пријави, значи нивните рецитали и слично. Така. Јас и малце сум песимистички настроен по природа и мислев дека ќе се пријават околу некои познаници, некои што ќе шеруваат повикот. Мојата прогноза вака пред време беше 20 до 30 луѓе. Но на крајот се пријавија повеќе од 60. Имавме 60 пријави, значи финтата, тоест правилата на конкурсот беа да артистот не е етаблиран, да нема официјално издание, да не настапува на овие поголемите концерти како Такси Рад и слично.
И добивме пак, ќе кажем, 60 пријави од буквално секој ќе на Македонија. Значи, ако паметам, тоа беше Скопје, Битола, Охридж, Тип, Македонска каменица, имавме Гостивар, Тетово, Прилеп, Кочани, Свети Николај, Кавадарци, од овие што ги памтам, ако се ги набројам, сигурно може би промашувам уште некој. И ние не мислевме дека ќе помини лесно, дека тоа дека имаме 20-30, пак има 4-5 песни кои веднаш ќе излезат како нели со квалитетот. Што би се кажал народски, старонародски начик, но видовме дека стварно пред нас постои тешка задача, затоа што од 60 песни стварно имаше многу квалитетни песни. Комисијата кој воедно беа и продуценти, беа Аго, Темната страна, Гоцесав и Драги, ваш познат соработник, другар и слично. Имате одбрана многу интересна тројка за комисија и за продуценти на музиката на демо артистите. Затоа ќе позборуваме малце покасно. Кажи ми како беше процесот на бирање на самите снимки? Што е тоа што најмногу ценевте и најмногу гледавте да се одвојува кај едадените артисти? Вака школски би кажал комбинација од повеќе фактори. Стил, вајб, дикција, флоу, темпо, вокал, избрана тема и некои други елементи. Ова беше најтешкиот дел и затоа што е многу деликатна па и неблагодарна работа. Ајде да имаше 15 или 20 артисти, 5-6 ќе се изберат веднаш, но вака од 60 артисти стварно имаше многу квалитетни артисти, некојаш на срцете боли некој да отпадне и тоа го чувство го имаа сите што беа во комисија, Гоце, Драги и Јаго. Така да овој начин на бирање ние што го одбравме беше да кажам 60 песни ги преслушавме многу пати, имавме бројни состаноци, па потоа со метод на елиминација од 60 стана 30, од 30 15, па се така до крајните 6 артисти. А на пример колку од тие 60 траки ги задоволија вашите би рекол предпоставки за каков вид на квалитет и каков звук ќе добиете? Од тоа што можам да кажам за сите, сигурно од 15 до 10. Да сум малце построг, 10. 10 артисти сигурно би влегле во било која комбинација, но толку беа предвидени и финансиите и така беше зацртан пред време конкурсот, а можеби и ова и ум за друг пат, за можеби малце да се зголеми исто вака кругот на избрани. На крајот на денот и тоа е добро, извини што те прекинав, тоа можеби е добро да станат 5 со тоа што им дава повеќе потик за да направат боле и да извадат подобра песна или да се представат со подобра песна и со подобар да не кажам проект следниот пат. Се надевајќи се дека ќе има следен пат. Да, апсолутно. Мене лично би ми делувало така, ете и тебе исто така некако ти делува. Се надевам дека и на тие што не беа избрани да ќе му делува малце стимулирачки и мотивирачки. Со Трајче разговаравме кога прв пат зборевме за овој демо конкурс. Дали имаше пријавено малце по неконвенционални под наводници артисти и песни во смисла на малце по да речеме со повеќе пеење, помодерни као трап или мелодично нешто што да речеме можеби не би спаѓало под демо конкурс или пак од друга страна би спаѓало, дали се пријавија и дали вие воопшто вреднувавте во таа насока или беше повеќе да речеме традиционалните квалитети на една рап песна? Да, имаше пријавено трап артисти, не толку колку што очекував, затоа што знам дека и во Македонија има доста сега трап сцена и да речеме и на по underground, тоа е многу проблематичен термин, но и на комерцијално ниво и на такво подземно ниво трапот е доста во прогрес. И очекував многу повеќе да има, немаше толку, но сепак имаше и тие што беа, дел од нив беа многу квалитетни и беа во потесниот круг, морам да кажам. Очекував повеќе исто и женски раперки, имаше само едно девојче која се пријави. Имаше интересен некој стил како исто spoken word poetry, нешто рецитирање,
како нешто како Lost Poets, Jill Scott Heron, нешто малце така слично. Сол Само Williams. еден артист. Да, од Сол Вилијамс, тука што беше нешто така. И тоа. Главно беа бумбап, кој што реков, трап. Имаше нешто како емо, метал, нешто, една-две траки. И тоа колку што ме држи сеќавање до сега, стварно беа 60 дневни текнува на се. Нормално е. Да, супер. Ни даде инсайт. Кажи ни сега, ги одбравте победниците, слушавме ние веќе дел од песните, ќе слушнат и нашите слушатели. Како идеше после процесот? Ајде да кажеме да објасниме и за слушателите до душа. Значи, победниците добиваат направена песна, односно продукција од Аго, Гоце и Драги. Шараут Драги не слуша во четот пишува. Дали они сами се договара кои со кои ќе соработува или однапред вие си имавте одлучено или жирито, односно продуцентите сами го одлучија тоа слушајќи ги артистите кои најмногу одговара? Не, да, имаше повеќе комбинации, однапред не беше одбрано, посем изборот затоа што никој беше доста објективно, би рекол, оценувањето. Однапред не беше договорено, и не беше беше еден, да речам, консензус помеѓу продуцентите. Тоа имаше повеќе комбинации како да се направи тоа, дали со ливчиња, дали со договор и слично, на крајот беше еден таков джентлменски договор помеѓу сите. Супер. Рече? Ја само можам да додадам на тоа дека веќе знаејќи ги какви резултатите на сето тоа, на тие соработки помеѓу нив, многу сум задоволен од самите парирање на еден начин, значи како се споени артистите еден со друг. Тоа ми е многу добро и мислам дека сте го направиле правиот потек. Но секогаш има артисти што ќе изненадат, не мора да значи дека сега нешто што звучи добро дека нема да звучи малце поинако. Имаме денеска спремно 4 песни и 4 песни има на YouTube. Дали се тоа сите песни или треба да излезат уште некои? Се чекаат уште 2 песни заради објективни причини, малку доцнат, но мислам дека до крај на месец во овој период што следи ќе се издаде. Тоа се песните од Владимир Аговски Аго. Се спремат, едната песна е скоро готова, другата се работи, но кај да ќе излезат двете и ќе се комплетира овој процес. Штета што беше ова замислено како со пандемијата не спречи, ни ги поремети на сите плановите, вклучително и ова. Беше замислено како еден концерт, каде што во центар Јадро ќе се тука продуцентите, ќе се пушта музика, ќе се пуштат нивните демо снимки, па ќе ги изрецитираат демо снимките, па ќе ги изрецитираат новите песни во студијата, но што е тука е можеби некојаш во друга иднина ќе ни остане како аманет, па ќе се исполни тоа. Така. Ја имам уште едно прашање во врска со ова. Еве веќе кога пандемијата го спречи тоа и во голем дел многу планови сруши, воедно и нашите нормално. Например, што се случува со овие песни? Дали некогаш ќе добијат и official релиз од страна на Центар Јадро? Како би функционирало тоа? Дали песните и во наредните неколку, се надевам дека ќе има, кој што реков, наредните неколку конкурси би се собрале во некаква компилација или некаков проект кој што би се издале на едно на YouTube, но од друга страна и на Spotify и на некои такви стриминг сервиси? Да. Па планирано беше таму како кратко EP да се дели тоа овај проект, но како што кажа со пандемијата тоа го поремети, го дисторзира и планирано е сега за во иднина, но е како план за да има и втор конкурс, не би кажал кога, можеби не е ни ова година, но пак може би до наредна година, за ова година, затоа што ќе нема во живо, не сакаме да се повтори овој процес со онлайн селекција, онлайн издавање. Планирано е ако има втор конкурс, ако има втор дел од демо рап конкурсот, да се издаде како едно CD, дали во физичка форма, дали на официјалните овие платформи за слушање како Spotify и слично, и тоа да се заокружи така малце по профи. Тоа е тоа. Супер, кажи ми какви се реакциите за досегашните 4 песни кои се излезени? Дали стигнаа до некаде? Ние веќе пуштивме едно од нив, соработката на Матрикс со Драги, денеска ќе ги слушнеме сите 4, но кажи ми какви се реакциите
од самите артисти, од продуцентите, но уште поважно публиката. Да, тоа беше една од моите најголеми сатисфакции за овие млади таленти кога ќе се сретнат со продуцентите на Битлски, тоа би се кажало со џомбите. Ние кога растевме, слушавме како урбани легенди ни беа расказите, причите, урбаните митови за продуцентите Аго, дека се облекувал само во бело, па тоа значило дека најдлабоките делови од океанот се белите риби, па Гоце има некоја Бетмен, има Бетмобил со нитро и слично. Немавме допир со нив, во смисла не само слушавме причи. Сега, од една страна, тука некој дечко што снима на микрофон или како да ја пушта да има снимка и наредниот ден нека Гоце во студио. Тоа за мене на мои 16-17 години ми представувало тотално нова свест. И тоа се изненадив и тоа не го гледам јас како рапер. Кога ги слушавме песните, продуцентите слушаат нешто што обичниот човек или ти јас како рапер не го слушам добро. Знаат, Гоце ќе слуша и ќе кажи: "Аха, бе, дечкото е супер, само тука ќе треба малце да го намали вокалот, не знам зошто вика." Некој друг ќе каже, Аго или Драги, супер е тука, само тука требаше малце да застани, па потоа да забрза, тој го прави обратното. И овие замерки, овие критики конструктивни се незаменливо богатство, непроценливо богатство и од тоа што може да се слушнам со продуцентите, стварно помина многу добро и пак ќе кажам продуктивно во однос на снимањето. Некој го снимија од прва, веќе наредниот ден од кога се вида емињата, можеби не може да издржат, кај други продуценти се снимале, имаше повеќе матрици, повеќе делови на снимање, но сите се колку што знам јас задоволни. Некои дури од артистите снимија спотови за песните, некои си ги ставија во своји планирани за некои наредни албуми, така што би можело да заокружам дека беше супер. Во однос на продуцентите и избраните, во однос на другата публика, интересно што јадро како асоциација не секогаш имала таков оцеј за рапери да се приклучат кон неа и ова беше и за нив некој ново искуство и доста се сите позитивно да кажам, имат позитивно искуство со песните и се интересираат повеќе сега за рапот и за ова нова култура која за нив не била на прво место на фокус. Така што јас сум прилично задоволен од двете страни. Тоа е тоа. И кој што кажа, тоа ми беше одлична замерка што ја даде, дека како бипродукт на песните помеѓу артистите и продуцентите, значи не е самата соработка, туку мислам дека е поинакво да го слушнеш Гоце како ти дава критики за начинот на кој што рапуваш, за твојот деливери или за што треба да направиш за понатака. Мислам дека тој инсайт е стварно незаменлив за било кој, па дури и Драги, според мене Драги е еден од најдобрите продуценти во Македонија. Да. Многу сериозен продуцент со многу интересен звук, така што доколку тој има некаква замерка, ја би ја вреднувал многу повеќе него ли било што. Како не, Драги не е случајно избран така или не е случајно Драги на ова место. Драги според мене е еден камелеон кој знае да се приспособи на многу ситуации и еден епитом за мостот помеѓу и старите и новите генерации, знае да хендла, знае да направи, да го изненади секого и да е секоја свеж, така да Драги е на правилното место според мене. Точно, одлично, многу убаво ни објасни се. Фала ти многу. Ние сме тука како медиум и на Инстаграм и на Mixlr, понатаму и на други платформи. Се надам дека ќе биде за брзо. Сме тука да промовираме музика, сме тука да ги промовираме вашите следни проекти, не само поврзани со рап, него поврзани со култура која е блиска на општо на музика, на настани, на се што може да е приближно, тука сме ние како медиум да го поддржиме. Така да бигав до целата организација, целото друштво. Спроведи го зборот и натаму и кога и да имате вие нешто, без разлика дали е онлайн муабет, ние сме тука, ќе бидеме отворени да го шернеме и да го поддржиме на било каков начин можеме. Фала ви, дечки, уште не ќе кажам, ова е низмено што го правите. Јас многу често не ни имам моето окружување секојдневно, барем
не дозволува вакви муабети и како што ве слушам сега критики на албуми. Баш ми е драго што ова го правите. Се надевам дека и натаму ќе соработуваме, не мора ни да имам некој проект, можеби да ми се гости или да ми сум гостин за некој ревју на албуми слично, или едноставно да си направиме муабет за културата која не зближува, културата која сакаме, културата која ни дозволува да растиме. Продолжете да го правите ова и се гледаме и во живо и виртуелно, како сакате. Поздрав до сите слушатели. Точно. Фала ти многу уште еднаш. Фала ти многу и од мене, ова беше одлично и стварно се надевам дека ќе имаме шанса да за било што од тоа што го спомна, дали ќе муабет, дискусија, ревју на некој албум, јас сум даун за било што.